во овој прекрасен амбиент, во кој што мора да кажам дека се чувствувам и возбуден и почестен од неколку причини, а една од нив е тоа што се наоѓам сосема близу до моштите на Кочо Рацин, кој што пред 30 години лично ги посетив, односно се симна во скриптата да напишувам една репортажа новинарска. 20 на минути тивко си поразговаравме со неговите мошти кои се негде најдолу во редот меѓу сите други и се разбира тој разговор не влезе во новинарскиот текст, но влезе во романите кои подоцна ги пишував. Рацин секогаш беше присутен во сите мои книги и како инспирација и како лик во некој, а и како постојано присуство на чувство, на душа, на човек кој што е граден во целата наша култура. Позната е мислата дека убавината ќе го спаси светот. Јас во овој роман кој што е вечерва овде награден, се обидов тоа да го трансформирам во една сентенца дека чувствата ќе го спасат човештвото. Без чувства нема среќа, без среќа нема иднина. Затоа, со чувство на почит, сакам да се заблагодарам на жирито, што токму овој роман го избра за роман кој ще добие вака високо и престижно признание. Со чувство на воскит, сакам да ја пофалам организацијата на средбите, градот Велес, градоначалникот, кој што веќе 60 години ја одржуваат оваа манифестација која е престижна и значајна за Македонија. Со чувство на радост сакам да ви се благодарам на сите вас кои што вечерва дојдовте овде и кои што дадовте придонес и за честувањето кон Рацин, а и лично за мене како автор кој што е награден и почестен со ова признание. Факт е дека живееме во времење во кое што треба да се избориме за чувствата. Треба да ги вратиме чувствата и како луѓе, треба да се ги вратиме чувствата и како народ. Треба да си ја вратиме душата. А враќајќи си ја душата, ќе можеме да кажеме дека блазе речи на душата. Има зошто душа да е. Од душа ви благодарам на сите.